Здраво, дечки! Одамна не сме се виделе. Многу ми е мило што сум повторно во кадарот сама, без бебе и без дете, и покрај тоа што верувам дека ова ќе трае доста кратко. Темата на ова видео е пребирливци. Пребирливци се деца или возрастни кои одбиваат храна на разни нерационални основи и на сметка на тоа не се хранат здраво, односно внесуваат многу ограничен број на јадење. На долг рок ова може да предизвика нарушување на нивното здравје, затоа што знаеме само преку разновидна исхрана може да се внесат сите хранливи состојки во количини кои што се потребни на организмот кој што расте и се развива. Задоволство ми е да најавам дека ова видео ви е овозможено од компанијата Trimex, компанија која што ги носи најквалитетните Now Foods суплементи во аптеките близу до нас. Пред да навлезам подлабоко во темава, сакам да нагласам дека во ова видео нема да се сретнете со осуда без разлика какви се вашите искуства или ставови во врска со децата кои што пребираат храна. Сакам да знаете дека не е ваша вина ако имате пребирливо дете и дека не сме тука да си покажуваме со прст едни кон други и да се осудуваме за изборите што сме ги правеле. Сигурна сум дека ниеден родител не би се ставил во таа ситуација намерно или свесно и не би го загрозил здравјето на своето дете. Многу фактори се во прашање и иако некои од нив се во наша моќ, не би можеле да ги знаеме едноставно сами од себе. Бидејќи досега не се сметало дека има потреба човек да се образува за улогата на родител, многу е веројатно дека не сме имале потреба, поддршка или ресурси да ги земеме овие нешта во наши раце. Нашето прво соочување со овој проблем почна околу првиот роден ден на ќерка ми Зара. Немавме представа дека кога детето ќе наполни 1 година, едноставно намалува со темпото на раст и затоа веќе не му се потребни толку нутритивни состојки како во месеците кои што претходат на првиот роден ден. Не очекувавме дека ќе се намали апетитот и мислевме дека има некаков проблем. Медицинските лица со кои што бевме во контакт не нагласија дека ова е нормално и дека е дел од развојот, туку едноставно не уведуваа дека е привремено и дека ќе помине, со што имавме впечаток дека и тие не знаат за што станува збор и уште повеќе се зголемуваше нелагодноста кај нас во врска со ситуацијата што ја имавме на секој оброк. Година и пол покасно, неколку нутриционистички курсеви, подкасти, прочитани веб страни и бројни консултации со професионалци подоцна, дојдов до потрајни решенија кои што ќе ги споделам во првата следна прилика. Сакам да знаете дека пребирливоста не е карактерна црта, не е маана, не е ни медицинска состојба, иако одредени реакции на текстура, нетолеранции или неразвиени вештини за џвакање и голтање имаат медицинска позадина. Тоа се исклучоци и треба да побарате совет од стручно лице доколку сте меѓу нив. Кај најголем дел од пребирливците, литературата вели дека станува збор за една или повеќе од следниве причини. Стрес околу процесот на хранење, одземање на контролата при хранењето, борба за моќ или за негативно внимание, проблем со изборот на храна и тајмингот или распоредот на хранење. Секоја од овие е одделна тема на која јас радо би разговарала, затоа што долго време ги препознавам и ги поправам овие состојби во нашето семејство и морам да не пофалам дека сме на завидно ниво. Но пред да бидеме на ова ниво, правевме грешки кои верувам дека секој од нас ги прави порано или подоцна, и додека бевме во процесот на наоѓање на најсоодветните решенија и решавање на овие ситуации во нашето семејство, дојдов до неколку куински хакови кои ми осигураа дека моето дете внесува доволно здрави состојки кои што се потребни за нејзиниот раст и развој. Така ги измислив овие 3 патентирани рецепти кои што ви ги представувам во ова видео. Првиот предлог е појачан пудинг. Пудингот го вариме со млеко и за сладолед според упатството. Користам цедалка како сито да нема грудки, бидејќи пребирливците не сакаат изненадувања од тој тип.
Кога е готов пудингот, сервираме порции и во тенџерчето оставаме само една порција, односно колку што знаеме дека ќе изеде нејадачот. Земаме едно свежо јајце, ја двоиме жолчката од белката и ја додаваме само жолчката во пудингот, враќаме уште кратко на оган и мешаме. Жолчките се многу здрави за децата. Содржат железо, фолати, витамини, здрави масти кои се вклучени во развојот на мозокот и на очите. Типот на холестерол кој го содржат не е штетен и затоа се сметаат за супер храна. Доколку пребирливецот ви е фан на инстант каши, можете со жолчка од варено јајце да ја појачате и инстант кашата. Ја пасираме цврсто сварената жолчка со чоколадно млеко и додаваме инстант каша до соодветната густина. Третиот хак е разредување на купечки еурокрем со таан во сразмер 1:1. Таанот е всушност мелен сусам и е извор на протеин, B1, растителни влакна, фосфор, железо, магнезиум, калциум, манган, бакар и цинк, како и масло. Се надевам дека ви се допадна овие хакови, исто така се надевам дека Зара нема да го гледа ова видео кога ќе порасне, бидејќи мислам дека ќе осмени малце мислењето за готвењето на мама. Типична грешка што ја правиме е кога детето ќе одбие некоја храна, не сакаме да ни остане гладно за тој оброк или за тој ден и нудиме било каква замена. Најчесто ваквите замени, една после друга, стануваат се помалку и помалку здрави, односно се префрлуваат во спектарот на намирници кои што не се нашиот прв избор, бидејќи знаеме дека не се добар избор за детето. Во борбата против превирливоста, потребно е да не нудите вакви решенија, но морам да ви кажам дека таа борба е доста долга и дека треба да се пристапи системски. Овие 3 рецепти се всушност помагало во текот на таа борба. Значи не заменуваат разновидна исхрана, ниту пак се трајно решение за вашиот пребирливец. Меѓутоа, доколку детето има поминато неколку дена, јадејќи само еден тип на храна, само овошје, само лепче и путерче, само она што во моментот му е милено јадење, овие супер намирници кои што ги представувам во ова видео се всушност токму она што ќе му возможи внесување на спектар богати состојки во своето тело. Да нагласам повторно, ништо не може да ја замени разновидната исхрана и долгорочно и системско решение кон правење вашето дете да ги прифаќа сите или повеќето видови здрави намирници е она што ви е потребно доколку имате пребирлив јадач. Во секој случај, доколку вашиот пребирлив јадач сака пудингче, кремче и чоколинце и кашичка, ова е идеален начин да се осигурате дека не внесува само празни калории на овој начин, односно дека неговите омилени шеќери всушност содржат и масти и протеини како макронутриенти и неговата исхрана е избалансирана. Уште една супер храна е хавајската спирулина. Таа е најдобар природен извор на биолошко железо. Го содржи дури 65 пати повеќе од спанаќа. Содржи и бета-каротин, витамин Е, витамини од групата Б и 10 пати повеќе калциум од млекото. Идеална е за бремени жени кои имаат зголемена потреба од протеини и железо, за бебиња кои не цицаат мајчино млеко, за деца со нарушен имун систем и чести настинки, лица со анемија и други луѓе кои сакаат да го подобрат својот имун систем. Доколку ви се допадна ова видео, не заборавајте да притиснете лайк, да се сабскрајбнете, претплатите на YouTube каналот Дома со Леа и да го споделите со вашите пријатели, роднини, родители на дечиња пребирливци. Се надевам дека споделените рецепти ќе ви бидат од корист и дека внимавате на вашата исхрана и на исхраната на вашите малечки. Срдечно ве поздравувам до следното видео.